Добро утро и за вас кои нешто подоцна го започнувате денот. Верувам дека веќе започнавте со работните уврски. Сончевите зраци ова утро се само стимул да уживаме во убавиот ден. Денес, ова второ издание на Нова Бист, како што споменав и пред малку, ќе го започнеме со една убава информација, Friends to Friends, настан кој ќе се одржи на 26 февруари, поддржан од граѓанската иницијатива Мрдни со прст. Мотив да се организира настанот беше пожар кој се случи во Макотекст, во кој изгоре инструменти и студио на бендови, кои овој простор го користеа за проби и снимање, но тоа не беше се. Во истата зграда имаше и поплава која ги зафати и помошните простори за проби. Па деталите околу концертот, кои се ќе настапи, со што е се на репертоарот, ќе дознаеме од Гога Поп-Георгиевски, кого ви го најавив и пред малку и официјално му велам добре дојде во студиото на телевизија Нова. Добро ве најдов, благодарам за поканата и благодарам за тоа што му дававте значење на овој настан, кој е не секојдневен, уникатен и ќе се случи на 26.2 во МКЦ. Предпоставувам оние кои сакаат да уживаат во овој музички настан, сакаат да ги слушнат и деталите, па ајде да слушнеме кои бендови ќе настапат. На фестивалот имаме 8 бендови, 4 се поддршка, 4 се хедлайнери. Сите тие бендови веќе подолго време се наоѓаат на македонската сцена, свират, творат, свирале на повеќе концерти во и во Македонија. Па така фестивалот ќе започне со реге вибрација што ни доаѓа од Тетово, тоа е еден нов проект на бендот Conquering Lion, се вика Notify. Потоа ќе продолжи со еден експериментален джез состав кој се вика Јаничари, за да продолжи со Сетстет, исто така джез, и да заврши со Alter Vivo, тоа е еден состав кој беше посебно активен, твори под повеќе псевдоними, а посебно беше активен во средината на 90-тите години. Понатака програмата ќе ја продолжат Фолтин, во тој еден официјален дел, за потоа по нив да ги имаме Милко, Мугер, Фугер и да го курнисаме настанот со Темпера. Предпоставувам сакаат да слушнат гледачите и да се запознаат со репертоарот со кој ќе настапат овие бендови, какви стилови на музика ќе слушнеме? Така, во долниот дел Мрдни со прст, нашите ендорсери и ендорсери на оваа иницијатива, исто како и МКЦ, ќе ги поканат и ќе бидат присутни Тони Зен, Чваре и Гоце Сав, значи доле ќе може да се чуе хип-хоп рап музиче, а горе веќе најавив исто така, ќе имаме прилика да слушнеме многу нови, неиздадени песни од сите овие бендови што ви ги најавив. Еден апсолутно нов проект, тоа е Notify, како едно ексклузивно представување на овој фестивал и секако Alter Vivo ќе отсвират песни кои под неколку псевдоними ги имаат издадено во последниве, да речам, 15 на години. Гога, кој е поводот за организирање на овој настан? Јас начално споменав, меѓутоа еве детално да слушнеме. Пред Нова година, неделата пред Нова година се случи немил настан. Беше тоа пожар во едно од најубавите студија и во Македонија и во Скопје, да речам, каде што се создаваше една модерна алтернативна музика. Капак на тоа беа и поплавите што се случија во помошните простори. Јас така ги видам, меѓутоа тие простори се одделни од ова големо студио. А големото студио беше познато по тоа што во него правеа проби познатиот бенд Архангел, а беше познато под името студиото на Гени. Кои се сите оние активности кои ги презема воопшто граѓанската иницијатива Мрдни со прст? Мрдни со прст паралелно практично се појави со наша иницијатива што ја крстивме Friends to Friends. Се најдовме на иста фреквенција да на крај нашите активности ги завршиме со еден поголем настан, затоа го организиравме фестивалот Friends to Friends. Они се погрижија да дадат акцент на секој од нас, значи да помогне на некаков начин и да допринесе во општеството за да си ги подобриме сами условите во кои живееме. Па така со превземање на спонтани акции од типот чистење на снег пред зграда или во соседството, помагање на сосед, чистење на аквадуктот, да речеме, што е една незабележана знаменитост, а се наоѓа многу блиску до центарот на Скопје и од римско време. Така да они направија низа успешни проекти со кои стварно го свртеа вниманието на јавноста и успеа да ја вратат онаја блискост меѓу луѓето и соработка што во моментов е малку подзаборавена.
Јас мислам дека никогаш не им е доста, барем на оние со изострен квалитет за музика, од урбана музика, и мислам дека не треба да има посебен повод, лош повод како што е во случајов, за да се организира еден ваков фестивал. Можеме ли да очекуваме дека ќе премине во традиција и наредната година дека вака пријатно ќе ни изненадите? Така. Се надевам секако ќе пробаме средствата од овој фестивал во 100% одат за бендовите кои изгубија својата опрема. Она што не можеме да го вратиме, тоа е музиката која беше изгубена, запишана на хард дисковите. Меѓутоа во иднина се надевам ќе имаме позитивни поводи да продолжиме со вакви иницијативи и вакви настани. Само за крај, пред да ти се заблагодарам, кога, каде и кој се може да присуствува на овој концерт? И да ужива, да се забавува. Ве поканувам сите од 7 до 77 што се вика за само 100 денари од 8 часот во недела 26.2 во МКЦ. 20 часот. 20 часот. Така. Ти благодарам за гостувањето. Многу ви благодарам на вас.